Добре дојдовте. Ова е последното издание на Folkmeter за оваа година, а се разбира дека и во овие минути кои се предвидени за добра македонска музика, токму и тоа ќе ви го понудиме. Она што следува е нашата топлиста, но за тоа потоа. А еве како изгледа нашата топлиста според гласовите како што вие гласавте на folkmeter@tera.mk. Петто место за оваа недела според гласовите на folkmeter@tera.mk за Елена Велевска и Остани. Се што ние градевме, рушиш ти како од карти кула. Сега кога животот бајка е, зар пак да почнемо нула? Кога ти беше тешко, бев до тебе, сега од мене друга подобра е. Остани, Барнокла, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Заедно поминавме бродом, гордо рака под рака, на цел свет грб му завртев за тебе. Сега ми враќаш мака, кога ти беше тешко, бев до тебе, сега од мене друга подобра е. Остани, Барнокла, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Остани, Барнокла, остани, те молам да Четвртото место доделено на минато неделниот предлог, односно Стонокаута и Шарки и Томче. Насловна страна рубрика, светот е твоја публика, за други ти си идеал, а покрај тебе јас сум крал. Живот со пуна газ, пушти до даска глас, вечер до крај ке идеме, ма ако треба гинеме. Правиш една рунда, Стонокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш една рунда, Стонокаута у секунда, се морам да не полуда. Правиш една рунда, Стонокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш една рунда, Стонокаута у секунда, се морам да не полуда.
карамбол и 200 тона алкохол. Takvi sme site isti soj, ovde sme site svoj so svoj. Život so puna gas, ušti do daska glas, večer do krajke ideme, ma ako treba gineme. Radiš jedna runda, stvarno kao da u sekunda, i atmosfera luda, odigraj nek se čuda. Radiš jedna runda, stvarno kao da u sekunda, se moram da ne poluda. Radiš jedna runda, stvarno kao da u sekunda, i atmosfera luda, odigraj nek se čuda. Radiš jedna runda, stvarno kao da u sekunda. Продолжуваме понатаму со нашата топлиста. Третото место овој пат резервирано за Миле Кузмановски и Презиме. Твоите очи знаат да прогледаат низ прсти, можат да ме сватат и кога тешко ми е. Твоите устни знаат да се сошијат на моите, кога љубовта ми треба највеќе. Твоите очи знаат да ми замижат на грешки, твоите устни знаат да премолчат зборови тешки. Твоето срце знае да ми отвори врата, кога животот ќе ме натера. Можам да ти дадам се, само ноќва нека потрае. Можам да ти дадам се, да те чувам како очиве. Можам да ти дадам се, убавице, цела љубов за тебе. Само не и ова моje презиме. Твоите устни знаат да ме украдат во ноќта, и само тие можат да ми пружат утеха. Твоите зборови лечат и тогаш кога молчиш и треба љубовта да ја премолчиш. Можам да ти дадам се, само ноќва нека потрае. Можам да ти дадам се. Иако, често имаме гости во Фолкметар, овој пат Фолкметар е на гости кај Сашко Велков. Сашко не покани во неговиот дом и заедно ги откриваме деталите за групата Dream Team и за она што тие имаат во план да го сработат. Уживајте во разговорот кој следува. Во своето студио Сашко Велков беше наш домајчин кој не угости и поразговаравме околу неговата група, на сите нас добро позната Dream Team. Разговаравме и за македонската естрада и се разбира за плановите на групата. Но чија беше идејата за формирањето на групата?
Идејата е, значи, главен виновник за групата Dream Team сум лично јас со мојот драг колега и пријател, воедно и војнички другар мој, Игор Зафировски, така на една седенка, значи, тој живее во Скопје, другарувавме, значи, бевме на гости и го отворивме овој муабет, значи, за нашата нова група, иако, значи, со дел од моите колеги од Dream Team, милиони е првите, оние постарите се Никола Коцев, друга, значи, братот на Маријан Коцев и Маријан Коцев и токму јас. Значи, дојдовме до идеја, значи, ние соработуваме од далечната 91-2 година, пред јас да заминам за Канада и, значи, 94-та кога се вратив. Значи, од тука веќе ние работиме заедно, додека некаде се надевам дека тоа беше 99-2000 година, кога го формиравме токму ова име. Не ме фаќате за збор, значи, точно дали се работи за 98-2000 година, мислам дека тука беше тој период. И дојдовме со мојот колега, другар и, како што реков, и кум на нашето име, значи името како да биде на групата. Имаше многу предлози и така дојдовме до ова, тогаш беше, нели, не дека и денес не е актуелна НБА и кошарката, значи од таму ни дојде тоа име, значи Dream Team, Дримот на соништата и ете така дојдовме до ова. Се надевам прекрасно име, се надевам дека и ова име јас и моите колеги барем до некаде, нели, го одржавме зборот и значењето на ова име. Dream Team е спој на искусни музичари од повеќе градови во Македонија. На кој начин функционираат? Функционираме доста, мислам, интересно и напорно и точно така е дека ние, јас сум од Кочани, значи од членовите од групата Dream Team. Еден е од Кавадарци, Неготино, Тетово, значи од Скопје. Така што навистина не сме наишли на некој проблем, да кажам, од тој аспект, мада се адаптираме, еден со се усогласуваме, значи нема некој проблем во целата таа организација, но не е едноставно. Деновиве имаше голема промоција на нов аудио и видео запис. Нешто повеќе за тоа? Значи, најновиот проект сработен оваа година, 2014 година, снимавме, значи, како што реков, повтор пат, значи, DVD и аудио воедно, значи, во ист пакет и DVD и аудио CD составено од 24 номери, од кои, значи, имаме староградски македонски песни, обработка и имаме, значи, наши авторски песни, од кои дел од моите авторски песни, постари, понови, потоа имаме и обработка направени на авторски стари македонски хитови, кои, значи, можеби се постари од 10, 15 години, 20. Голема благодарност, значи, за оваа соработка на моите колеги, моите драги композитори и едни од најголемите врвни имења на овие простори, тоа се господинот Григор Копров, Љупчо Трајковски Фис, потоа господинот Васил Атанасов, Горан Алачки, Ефто Попиновски, кои, значи, од срце ни ги отстапија, ни дозволија нивните права, значи, на нивните авторски стари хитови, да ги ставиме на овој проект. Нормално, како што, нели, ние велиме да ги оживееме и се надевам дека ќе успееме во тоа. Во последно време старите песни го заземаат своето место и стануваат хитови, на сметка на ново компонираната музика. На што се должи тоа? Тоа е едно навистина интересно прашање. Може да овде следат повеќе одговори, зависи кој како ќе го свати тоа. Не велам дека, значи, денешните композитори, меѓу кои сум и јас, дека ние не работиме, дека ние не сме во тек со музиката и дека не гледаме, значи, што се случува. Веројатно, значи, овде
доста голема улога играат и медиумите, значи кои знаеш како велат, што ќе пласираат, тоа ќе гледа народот. Тука може би има некоја мала дупка, некој изостаток на сето тоа, што јас се надам дека може би натаму ќе се смени веројатно, значи поголема веродостојност е, значи некој од сите нас и од младата генерација, значи кога ќе слушнеме некој постар хит, како и да е, значи пред тоа некој го има слушнал тој хит или таа песна. Значи е многу полесно дали и ние сите тоа одиме на таа карта, ако е постара песна, значи многу полесно ќе продре на слушателот доколку значи да се направи, да се пласира нова песна авторска, е многу потешко. Се наоѓаме значи во една таква ситуација, еве гледате дека да не набројувам сега, значи на колку телевизиски медиуми од Сител, Телма и така натаму, значи да не ги бројам телевизиите, колку имаме ние емисии со народна музика, значи што имаме, како имаме. Тука е тој некој мал пропуст, зборам дел од пропустот, значи ги има многу. Може би треба се отекне време да се открие кај е таа дупка, за да можеме да тој проблем го некако надминеме. И сосема за крај, кои се плановите на Dream Team во наредниот период? Плановите, значи планови има доста големи, многу бројни, од кои значи ние еден по еден ги решаваме, значи работиме на тоа. Нормално овде се нели да не смеам да изоставам и свадбите на кои ние сме задолжително, значи тоа е нашата насока и работа во оваа земја. Турнеите од кои значи веќе 2-3 пати настапувавме во Австралија. Минатата година бевме значи турнеја на која поминавме многу добро, одлично во Америка. Еве сега значи за нова година настапуваме значи на 3-неделна турнеја во Канада. Веројатно значи еве во преговори сме уште сега за 2015 здравје, значи повторно по 4-ти пат во Австралија. Така што мислам дека на овие простори да не кажам и да не ме сватат погрешно, значи моите колеги можеби немаме кој знае колку голем простор за некои остварувања, значи да бидеме преокупирани дека што можеме да направиме значи во како да кажеме на ваква убава мала сладка земјичка како што јас велам во Македонија. Бенд се најде на второто место. Елита Бенд и Господ ке ти плати, песна убава за расположение пред празниците. Второ место за оваа недела.
vrti para, para prokleta. Komu sreća, komu taga mu donesuva. Mene ništo ne mi može da mi napravi. Samo nas on para gledam, tu ne razdeni. Mene ništo ne mi može da mi napravi. Samo nas on para gledam, tu ne razdeni. Doći vino vreme Hadžike. Tura jedna i zasviračite. A za esap me Hadžike, ne me baraj ti. Gospod ke ti plati žanu, seke pozlati. A za esap me Hadžike, ne me baraj ti. Gospod ke ti plati džanum seke pozlati. Tek taka živeam. Siromah sum, para nemam, ne se predavam. Merak mi je vomeana da si posedam. Ako čestiš me Hadžike da se napijam. Merak mi je vomeana da si posedam. Ako čestiš me Hadžike da se napijam. Doći vino vreme Hadžike. Tura jedna i zasviračite. A za esap me Hadžike, ne me baraj ti. Gospod ke ti plati žanu, seke pozlati. A za esap me Hadžike, ne me baraj ti. Gospod ke ti plati džanum seke pozlati. Погледнеме кој се наоѓа на првото место за оваа недела, да видиме како изгледаше овонеделната топлиста. Место број 5. Елена Велеска, Остани. Ostani, barno kraj ostani. Te molam da vidiš kako brzo jaske te prebolam. Место број 4. Шарки и Томче, 100 нокаута. Radiš u jedna runda, 100 nokauta u sekunda. I atmosfera luda, odigraj nek se čuda. Место број 3. Миле Кузмановски и Презиме. Možem da ti dadam se ubavice, cela ljubav za tebe. Samo ne i ova moje prezime. Место број 2. Елита Бенд, Господ ке ти плати. Tura jedna i zasviračite. A za esap me Hadžike, ne me baraj ti. Gospod ke ti plati žanu, seke pozlati. Оно што ни преостанува од топлистата и предлог за оваа недела. Таму Сладжана Столевска и крајна приказна. Si zamina to i što go ljubi.
examinato i što go sakam se nadevam pak da go vratam znam neke možda veke da prostruvam dolgo vreme se izmačuvam znam neke možda veke da prostruvam dolgo vreme se izmačuvam Повторно битолчени и на првото место. Мотив бенд со нивната Бузуко моја. Повторно според вашите гласови на folkmeter@tera.mk на првото место.
издание на Фолкметер. Се надевам дека минутите кои беа предвидени за добра забава кај вас навести е она што ќе се случува за новогодишните и божикните празници. Се гледаме веднаш после нив, а до тогаш не заборавајте да го посетите бутикот Гама, бидејќи навистина имаат што да ви понудат. Со мене се гледаме веднаш после празниците. Чао!